студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Убедлива победа на ВМРО ДПМН на локалните избори. 55 општини во рацете на владеачката партија. СДСМ доби само 6. Нова оставка на партиски функционер и повик до Филипче. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Хаким Рамадани, кандидатот на Вреди од Брвеница кој повикуваше на етничко гласање, по изборниот пораз бара работа. Вреди прогласи победа, дуи обвинува за изборна кражба. Орце Георгиевски освои битката за градоначалничкото место во Скопје. Ги успели да ги исполни ветувањата и да го среди хаосот во главниот град. Загина велосипедист на пешачки премин кај мостот Гоце Делчев. Возачот го оставил возилото и побегнал. Состојбата во Србија ескалира, нови инциденти помеѓу противниците и поддржувачите на Вучич. Во овие вести во живо информираме за изборните резултати. Останете со нас. ВМРО ДПМН е убедлив победник на локалните избори. Вчера освои 22 општини, а вкупно 55 ќе бидат контролирани од градоначалници на владеачката партија. За изборниот резултат и оценките ден по изборите информира колешката Катерина Нешкова. Катерина, нема дилема за изборниот резултат, но во јавноста некако се добива впечатот дека неголемо е задоволството во ВМРО ДПМН од победите во Кичево и Брвеница. Да, токму така и покрај тоа што ВМРО ДПМН го освои дури и градот Скопје како главен град, сепак акцентот на вчерашната дефинитивно убедлива победа на владеачката партија беше ставен токму на Кичево, имајќи предвид дека овој град 3 мандати поред беше во рацете на ДУИ. Во јавноста доминираше сваќањето дека се работи за општина во која што исклучиво албанец ќе може да раководи со општината, иако пораките кои што ги испрати ВМРО ДПМН вчера преку лидерот Мицкоски, но и денеска, се дека всушност во Кичево победил мултиетнички кандидат, бидејќи добил гласови од, како што рекоа, сите етнички групи кои што живеат во Кичево, од сите вери, меѓутоа и од сите партии. Покрај оваа победа, вредна за спомнување во говорот на Мицкоски, вчерашниот победнички говор беше и победата во Брвеница, но и во Скопски Карпош. За впечатоците и пораките во прилогот. Со мапа на Македонија обоена во партиската црвена боја. Ден по гласањето владеачката ВМРО ДПМН ја прикажа својата доминација на локалните избори. Од Кичево до Кочани, од Брвеница до Вавандово. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност и обврска за работа и испорачување на резултати. Но пораките на Мисајловски се само сумирано на она што синоќа се случуваше во и пред седиштето на ВМРО ДПМН. Доминантната изборна победа беше јасна по само час и половина од затворањето на кутиите. Невообичаено рано лидерот Мицкоски ја прогласи победата. Иако подаде рака за соработка дури со опозицијата, сепак испрати порака до СДСМ дека мора да се реформираат. Порака стигна и до коалициската Вреди. Секој кој работи чисто етнички, а не обединувачки, ќе замине од фотелјата. Факт е дека гласачите кои што гласаа за Влен не излегоа и не го поддржаа Орце Георгиевски. Предпоставувам тоа била таква одлука на гласачите и тоа е што е. Тие кои што не застанаа позади тие вредности, како што беше оној кандидат во Брвеница, се поразени и сега ќе бидат и разрешени од таа позиција која што имаат во владата. Жалам што се обидоа во една мултиетничка земја да играат на таа кревка карта. Овој резултат е и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакл. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше, не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого.
Славиме за Македонија. Помалата излезност го натера лидерот на ВМРО ДПМН да вети повеќе работа, коментирајќи дека тие што се уште не биле убедени на збор, ќе ги уверува со дела. По победничкиот говор, Мицкоски замина да слави со новите градоначалници на Брвеница и Кичево. Според него, најголемите победи во овој втор круг. Кичево е една интересна средина каде се испреплетуваат многу култури, многу вери и многу нации, но затоа сме богати. Затоа имаме убав живот. Не сакам со живот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме и ќе продолжиме да живееме уште поубаво. Од утре ќе светне силен ден. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Наистина, окото е полно и душата е полна. Ви благодарам за се што правите за нас. Да му посакам успешна работа, а ние како влада, заедно со него, ќе сториме се што можеме и се што е во нашиот мок да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани. По изборната победа, рано наутро Мицкоски заедно со подпредседателот Муцунски заминаа на пат во Европската престолнина. Катерина Нешкова, Сител телевизија. СДСМ вчера доби 3, а со трите општини добиени во првиот круг има вкупно 6. Утрово стигне информација за нова оставка од партиски функционер. Трета поред по изборниот пораз. Но овој пат со повик за оставка и до Филипче. Помеѓу ретките штабови на СДСМ во кој имаше славеничка атмосфера синоќа, беше штабот во центар на Горан Герасимовски. По само 6 освоени градоначалнички места на локалните избори се нижат оставки во редовите на СДСМ. Поради лошите изборни резултати и начинот на кој изминатиот период се раководи со партијата, од општинската организација на СДСМ во Ѓорче Петров неотповиклива оставка поднесе Костадин Ацевски, кој беше кандидат за градоначалник. Во снимена видео порека Ацевски повика на одговорност и оставки од Филипче и целото раководство. Поднесувам неотповиклива оставка на функцијата председател на општинската организација, како чин на објективна и морална одговорност за лошите резултати на локалните избори. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Предходно Јана Чупеска поднесе оставка од подпредседателската позиција во СДСМ. Во разговор за Сител не сакаше да ги коментира изборните резултати и мотивите за оставката. За сите работи што се случуваат треба да се разговара внатре во органите на партијата, а не на медиуми и во тој контекст. Јас ќе образложам детално мојата оставка согласно статутот на партијата на седницата на Централниот одбор, па дури потоа ќе давам изјави за јавност. По првиот изборен круг од Скопската градска организација замина и Ѓорги Галетановски. Неговата оставка веќе била депонирана во партиската архива. Никогаш не сум имал потреба да се правдам, но должност ми е јавноста, медиумите и другарите да знаат дека Чомбе никогаш не молел да биде претседател на градската организација на СДСМ, ниту да биде кандидат за советник. Функциите не се вечни, но вредностите и пријателствата се. Филипче пак не размислува за оставка и повлекување од партијата. По преброените гласови прогласена победа во Центар, Македонска Каменица, Зрновци, Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани, најави сериозни кадровски и политички промени во рамки на партијата. Ови избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене као председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Не, јас кажав и минатиот пат. Јас сум председател многу краток временски период, година и неколку месеци. Славеничката атмосфера во изборните штабови на кандидатите на СДСМ синоќа беше реткост. Победата во Центар ја прослави Горан Герасимовски, кој доби доверба за втор мандат. Градоначалник е огромна чест и признание. Да те изберат 2 пати, за мене значи најголемо признание и чест. И што повеќе, затоа што тоа за мене е највисока одговорност и обврска.
Најдобриот резултат на СДСМ кој го имале на локални избори во 2017 година со 57 освоени мандати, а полоша состојба моменталната има на изборите во 2013 година со само 4 градоначалници. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Вреди прогласи победа во албанскиот блок со освоени 9 општини и Струга, каде победи независниот кандидат поддржан од владината коалиција. Хаким Рамадани, кандидатот на Вреди од Брвеница кој повикуваше на етничко гласање, по изборниот пораз информираше дека бара работа. Дуи синоќ ја обвини за изборна кражба. Вреди победник во градоначалничката трка во албанскиот политички блок на локалните избори. Вреди вчера доби 4 нови градоначалници, плюс победа на независниот Менди Ќура во Струга кој беше поддржан од владината коалиција. Националната алијанса за интеграција, предводена од Дуи, вчера на контото додаде само уште еден градоначалник. Со тоа, Вреди има 10 градоначалници, ако го сметаме и независниот Ќура, нај 4 градоначалнички места. Со вакви изборни резултати Вреди се прогласи за втора политичка сила во државата. Представниците на партијата велат дека граѓаните покажале од деструктивните политики на Дуи веќе не поминуваат. Денес конечно се заокружи промената кај албанците. Влем постигна убедлива победа речиси во сите општини каде што бевме во вториот круг. Време е Али Ахмети да поднесе оставка, ова партија да се реформира, доколку сака да остане како политичка партија. Според Дуи, тие се победници на национално ниво доколку се пресметаат гласовите за советничките листи, но партијата загубила во градоначалничката трка. Дуи вчера оцени дека изборите биле кражба со грубо искористување на државниот апарат. Резултатите во некои општини не се одраз на реалната волја на граѓаните, туку последица на непринципиелни коалиции и привремени договори, кои во суштина го нарушија духот на демократската трка. Овие вештачки сојузи можат да донесат краткорочни победи на хартија, но ќе имаат сериозни последици врз досегашниот напредок и постигнувања, како на локално, така и особено на национално ниво. Но албанскиот политички блок вчера загуби 2 клучни општини. Кичево за прв пат по 3 мандати доби градоначалник Македонец, кандидатот на ВМРО ДПМН е Александар Јовановски. Владеачката партија ја доби и трката во Брвеница, каде во вториот круг Јовица Илиевски обезбеди повеќе гласови од Хаким Рамадани од Вреди. Рамадани пак уште денеска почна да бара нова работа. Откако изборот на градоначалник во Брвеница го сведе на етничка тема и доби ветување од премиерот дека ќе биде разрешен, тој преку Facebook соопшти дека од денеска е невработен. Од денеска сум невработен, јас сум дипломиран економист, барам работа само во приватниот сектор, вели Рамадани. Сепак, тој се уште ја нема депонирано својата оставка од функцијата директор на инспекторатот за локална самоуправа. Владата се уште не може да го разреши, бидејќи мора и официјално да заврши изборниот процес. Според информации на Сител, постојат 2 основи поради кои владата ќе го разреши Рамадани. Даниел Василев, Сител телевизија. Со 95.500 гласови Орце Георгиевски ја освои битката за градоначалничкото место во Скопје. Очекувањата се дека до крајот на неделата ќе влезе во кабинетот на Илинденска. Но прашањето е дали ќе успее да ги исполни ветувањата и да го среди хаосот во главниот град. Мартин Арсов ги има деталите за проблемите кои го чекаат новиот градоначалник на Скопје. Реорганизација на сите јавни предпријатија и ревизија на работењето на Арсовска и директорите, најави новоизбраниот градоначалник на Скопје. Ѓорѓиевски рече дека во следните денови ќе назначи нови кадри кои ќе ги водат предпријатијата и вети дека тоа ќе бидат одговорни и подготвени луѓе кои ќе се вложат максимално. Ќе започнеме најпрво со чистење на градот затоа што тоа е најнеопходно. Реорганизација на јавните предпријатија ќе следи, таму има целосен колапс, целосен хаос, но тоа нема да ме обесхрабри, напротив, тоа ме мотивира дополнително за час поскоро да почнеме да даваме услугите на граѓаните во Скопје какви што заслужуваат, а ги немаат со години. Тоа не значи дека со месеци, за денови ќе бидат реорганизирани јавните предпријатија. Граѓаните најдобро чувствуваат во каква состојба се предпријатијата, преку нечистите улици, преполните контејнери, нередовниот превоз, запуштените паркови. Синдикатите се едногласни дека Ѓорѓиевски го чека многу работа, а проблемите се многубројни. Според Суткос, долговите на сите предпријатија достигнуваат и до 50 милиони евра. Нема ниту едно јавно комунално предпријатие на територија на град Скопје кое што не е во долгови.
Од сите, мислам дека се 7 или 8 јавни предпријатија на територијата на град Скопје, единствено само паркинг работи без загуби, додека останатите предпријатија сите работат со загуба. Нередовното собирање на ѓубрето низ главниот град ги извади на видели на сите предизвици на комунална. Проблемот во ЈП комунална хигиена е немањето на опрема за работа на работниците, немањето на резервни делови за камионите, стариот возен парк кој што постои во ЈП комунална хигиена. 80 возила на комунална се расипани и не се користат. Слична и бројката на автобуси кои стојат паркирани во гаражите на ЈСП. Истиот проблем е и таму. Никој не им менува делови. Половина автобуси ни се дефект затоа што пропаѓаат тендерите во јавното предпријатие. Многу возила лежат за инјектори, за дизни, за компјутери, можда веќе и за гуми, не знам, не сум сигурен. Трагично е да гледаш автобус што лежи за 1, 2 или 3 резервни дела. Пропаѓаат тендери, не се јавуваат добавувачи. Не се сигурни дека некој тоа ќе го плати. На ЈСП не му фалат само автобуси. Стојановски сведочи дека возачи си одат, а нови тешко се пријавуваат на огласите. И тие автобуси да ги средиме, да успееме да ги поправиме, да ги сервисираме, може ќе се соочиме со фактот дека ќе немаме доволно возачи. Ништо подобро не е ниту во останатите градски предпријатија. Флораком кој што работи на подигање на зеленило во град, на територијата на град Скопје нема материјал за работа, односно семиња, тресет и така натаму. Водовод се соочува со недостаток на оперативен и технички кадар. Во последните 2 години предпријатието го напуштија околу 280 вработени. И додека сите чекаат реформи и подобрување, 180 вработени во Дрисла се уште чекаат плата за септември. Мартин Арсов, Сител телевизија. Меѓународните наблюдувачи излегоа со првична позитивна оценка, но и со низа забелешки за изборниот процес. Деталите ги има Деспина Тодоровска. Добро организиран, професионален и мирен изборен ден. Меѓународната мисија на ОПСЕ одихара со генерално позитивна оценка за изборниот процес, со низа забелешки во однос на изборната администрација, пристапот до медиумите и системот за решавање на изборни спорови. Присуството на владени представници во кампањата според меѓународните наблюдувачи на моменти ја преминувало границата помеѓу државата и партијата, а меѓународната мисија истовремено ги охрабрува истражните органи докрај да ги расчистат наводите за можен предизборен поткуп. И во овој извештај на меѓународната наблюдувачка мисија стои забелешката дека во изборниот законник и натаму не се имплементирани нивните препораки. Локалните избори 2025 година во Северна Македонија привлекоа значително внимание од институциите, политичките партии и медиумите. Иако кампањата севкупно беше конкурентна и кандидатите можеа слободно да водат кампања, обстоја разликите долж етнички линии. Ниската излезност и во првиот и во вториот круг укажува на намален ангажман на гласачите. Како што споменав, уште од септември наблюдуваме и законската рамка представува техничка основа за демократските избори, меѓутоа бројни недоследности и празнини, особено во врска со изборната администрација, пристапот кон медиумите и системот за разрешување на изборните спорови остануваат и натаму. Меѓународната наблюдувачка мисија на ОПСЕ одихара на овие избори имаше и најголем број на акредитирани наблюдувачи. Двата круга од изборите ги следаа 500 наблюдувачи распоредени низ избирачките места. ОПСЕ одихара ја стартуваа мисијата на почетокот на септември, а во земјава остануваат уште 10 дена. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. И покрај добиените пријави, Државната комисија за спречување на корупцијата на денешната седница информираше дека нема прекршување на изборниот законник. Комисијата најави дека ќе побара преиспитување на условите за политичко рекламирање. Пријави за агитирање, сомнеж за незаконско вработување во училиште и изјави од ветување на кандидати за градоначалници се само дел од пријавите кои во текот на изборната кампања пристигнале на адреса на антикорупцијската комисија. ДКСК ги проверила наводите, а на денешната седница заклучи дека нема прекршување на изборниот законник. Инспекторот констатирал дека постапката по јавниот оглас за вработување на професор по машински стручни предмети и стручен соработник на определено време е водена согласно
Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука и Законот за наставниците и стручните соработници. Наводи против кандидат за градоначалник на општина поради сомневање дека во изборен процес заради негова промоција и подигнување на личниот рейтинг ветувал на одредена група луѓе дека во случај ако стане градоначалник ќе добијат парични средства во готово. Бидејќи имало нејаснотии во правилата за медиумско представување, Антикорупцијска најави дека ќе побара појаснување на условите за политичко рекламирање. Маркетингот на политичките партии се нашол под лупа на ДКСК откако Левица не доби простор за медиумско представување на своите кандидати. Како државна комисија препорачуваме користење на јасен и недвосмислен јазик при уредување на законски одредби во случајот при уредување на времето на платено политичко рекламирање кај радиодифузерите. Политичкото рекламирање го анализираше и Уставниот суд, која отфрли иницијативата за преиспитување на упатството за поделба на времето за медиумско представување. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А Државната изборна комисија на седница одржана попладнево ги одреди новите тројца пратеници што треба да дојдат на местото на веќе избраните градоначалници. Претходно парламентот ги констатираше оставките на Вети Стаменковска, Јане Мицевски и на Дејан Продановски. Пратеници во Собранието на Република Северна Македонија за остатокот од мандатот, согласно член 153 став 1 и член 153а став 1 од изборниот законник, стануваат под 1 Александра Николовска од листата на кандидати за пратеници на Собранието на Република Северна Македонија за изборна единица 1 на овластениот подносител коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН, по 2 Мартин Стојановски од листата на кандидати за пратеници во Собранието на изборна единица 1 на овластениот подносител коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН и под 3 Мито Андонов од листата на кандидати за пратеници на Собранието на Република Северна Македонија за изборна единица 4 на овластениот подносител коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Кој е победник, а кој поразен, со какви резултати завршија политичките партии, но и независните кандидати, што покажува споредбата со претходните изборни циклуси. Во тема на денот, анализа на изборните резултати. Уште една жртва на пешачкиот премин пред мостот Гоце Делчев во Скопје. Загина велосипедист на возраст од 78 години, а возачот кој удрил во него го оставил автомобилот и побегнал. Сања Димитровска ги има информациите. Безживотното тело, локвите, крв и искрашениот велосипед сведочат за тешката сообраќајна несреќа која попладнево се случи на пешачкиот премин пред мостот Гоце Делчев. Возилото се движело од подвозникот кај поранешната стоковна куќа мост кон центарот на градот, пошто удрил во велосипедистот кој починал на лице место. Околу 12 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на булевар Гоце Делчев во Скопје се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки управувано од машко лице и велосипедист кој починал на местото на настанот. По несреќата, возачот со возилото Пасат го оставил возилото и заминал од местото на настанот. Во теке увити се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот. Неколку часа по сообраќајката, сообраќајот на мостот Гоце Делчев беше пренасочен. Местото на несреќата е црна точка за градот. Со години наназад во билтените на МВР се регистрираат сообраќајни несреќи со жртви. И тоа најчесто поради неприлагодена брзина и непочитување на сообраќајните правила и прописи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Министерството за внатрешни работи пред малку информираше дека возачот бил пронајден и приведен. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода ХК на возраст од 37 години од Скопје, затоа што околу 12 часот и 30 минути на булеварот Гоце Делчев во Скопје со патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки удрил во велосипед управуван од ЈК на возраст од 78 години од Скопје, кој од здобиените повреди починал на местото на настанот. По несреќата возачот на возилото Пасат
Пасат го оставил возилото и заминал од местото на настанот, но по преземени мерки од страна на полициски службеници тој е пронајден и лишен од слобода, а по документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира од Министерството за внатрешни работи. Намалените нарачки од странство, неизвестноста, иселувањето и неатрактивноста кај младите според бизнис секторот се главни причини за намалување на бројот на работници во индустријата. Според државната статистика, најголем пат на вработените има во текстилната индустрија. Се намалува бројот на работници во индустријата. Најголем пат статистиката пресмета дека имало во преработувачката индустрија. Таму во септември изброи за скоро 3% помалку вработени. Причини за ваквата состојба има повеќе, велат од организацијата на работодавачи. Тоа се намалените нарачки од странство, неизвестноста, иселувањето и неатрактивноста кај младите да работат во овие сектори. Она што се нуди на пазарот е незначително и недоволно и покрај сите наши обиди да правиме преквалификација, доквалификација, интересот за ова индустрија е многу мал и ние сме неатрактивни за работниците, бидејќи многу од работниците сакаат да работат во многу полесна индустрија, меѓутоа она што ова индустрија го нуди и на која ние се надеваме во нина е автоматизацијата. Според статистиката, најголем пад на вработените, за скоро 10% годишно, има во текстилната индустрија. Неизвестноста кај нив е висока и за периодот кој следи, вели Трајковска, и не се исклучува можноста од затворање на дел од текстилните капацитети и следниве месеци. Ние не развивме некои широки текстилни индустрии, туку работевме исклучиво лон систем и исклучиво затоа што на тие компании им одговараше ефтината работна сила од овдека. Тие ги откажуваат договорите, со тоа и овие текстилни компании ги затвараат своите производствени капацитети. Истовремено морам да напоменам дека дел од овие текстилни компании се жалат и на доцнењето со повратот на ДДВ. Се надевам дека сега во наредниот период сето тоа ќе се нивелира. Од јануари до септември пак, споредено со истиот период лани, бројот на вработени во индустријата се намалил за 3,7%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.